Да, бе, идеме викендов, не следниот. Овој викенд идеме у Белград, ја те частам на моја сметка. Каква Марија, што збориш, која е прашува Марија Будало, кога сум... Збори слободно? Не бе снимал кредит Игор, нешто ме замара у Белград да сме иделе, кај идам по такви места. Викендов идеме кај мајка ми на ручек. Овој викенд сега? Да. Едва чекам искрено. Марче е доле, не можеме да почнеме со снимање, нешто бравата му е заглавена. Да и јави се кај некој другар, некој што може да ни помогне. Кој другар бе, жено Божја, кај имам ја другар брава. Како бе немаш, мора да имаш некој другар. Бе, види, сите другари ми се тиктокери, инфлуенсери, контент креатори, психолози, еве го циламе, еве. Игор Кум, дата анализе. Добро. Стефан јоутубер. Марио инфлуенсер Дубај. Ај надоле. Софија психолог. Кристијан Картони. Крсте Педеруши Турска. Овој што ми носеше Баленсијага. Ниџо стендап. Ивана Драчево стриптиз. Стриптиз. Некој кој ми го украдува телефонот, некој го запишал. Ме местат сигурно. Ивица Фалс парфеми. Он кај знае со браве. Томче Бело. Овие што ни кречеа дома. Перица Дота. Немаме другари бе, човек што мрднале со мал прст, немам другари. Дајте некоја другарка викне. Каква другарка, немам другарка. Другарка се бави за тоа. Па нема. Чекај, еве Зоран Бравар. Еве ти бе човек. Зашто има Зоран женска слика? Па најверојатно ќе поштува жената, не знам, убава му е вајда, не знам. Што ја не сум убава, што не ставаш мисли. Па добро, жена му убава, ти си паметна, ти текно. Паметна, ти си најпаметна. Ајдем доле да видам што можам да направам, ќе му помогнам. Ајде, ако не скрши ја, бравата ти вежбаш секако. Ајде. Добро дојдовте во уште една епизода во која што вие прашувате, а ние одговараме. Денес имаме еден посебен гостин, кој што беше малку тешко да го договорам да дојде да снимаме. Дејан, кога ќе кажам Дејан сигурно не ви е познато, ама кога ќе кажам Паки, сигурно ми звучи доста познато. Добре дојде Паки и фала што ја прифати поканата да гостуваш. Фала ти многу, рече многу ви е убаво тука. Фала. Како се чувствуваш пријатна атмосфера, се чувствувам многу евентуално. Да, тоа ни е целта. Да. Сите ќе дојде тука евентуално. Евентуално. Фала ти за поканата, тешко беше да се договориме периодов, али редно е да гостувам кај тебе. Супер. Дали си подготвен за прашања? Спремен, да, само да ги поздравам пред се сите што не поддржуваат, сите што не гледаат, сите што немаат кликнато subscribe да кликнат и лайк и шер и може да се почне. Може, одлично, да. Значи не поставувајте само прашања, ставете лайк, ставете subscribe и шернете со некој кој што мислите дека може да му помогнат нашите информации. Иначе имаше многу добри прашања овој пат. Стварно некојаш е тешко да се селектира 10 прашања или 12 од можни 30 добри. Некад затоа оставаме за следната епизода. Нешто што нема да го одговориме вака, ќе го одговорам на мојот Инстаграм профил, така да се ќе биде покриено. Супер, одлично. Може да почнеме. Прво прашање. Што мислите за оние кратки челендж програми од 8 до 10 недели, дали имаат ефект или се само маркетиншки трик? Па без разлика која е позадината, дали маркетинг, дали заработка на пари од страна на тренерите, секогаш имаат добар импакт и добри ефекти тие резултати, тие програми. Дали се 6 или 12 неделни, да, многу е хейтен тој момент, као ај, не треба толку кратки програми, зашто правите, перете пари и слично. Од моето искуство гледам дека таквите типови на програми, доколку се правилно склопени со тренинг и со исхрана и со добар концепт, таквите програми промениле илјадници животи. Бидејќи на некој човек толку малку му треба, некој мал тригер, за да започне со нешто ново. Буквално во тие 8 недели може нема да се смени целиот живот за тие 8 недели, нели? Нема да се стопат сите масти и да се изградат некои големи масивни килограми на мускули, меѓутоа од негде мораме да почнеме. Затоа ги поддржувам тие програми, дали се 6 или 12 неделни, мора од некаде да се почне, особено за оние луѓе кои што живеат во комфорт, кои што се заглавени во комфорт и не знаат од каде да почнат, на него му треба еден мал тригер за да започне. И исто како со маратоните, Визер, баш имав и такво прашање за Визер маратоните, као дали ги одобруваш за рекреативци, дали ги препорачуваш. Или ќе кажат као се живо и диво се пријави на маратонот. Да, тука има што е многу погрешно?
тука има многу осуда и хейт, како сите се пријавија, па дај Боже сите да се пријавуваат. Така е. Дај Боже да нема нели дрога и алкохол по ноќните клубови, дај Боже сите да одиме на маратони. Така. Дали сме програмери, адвокати, доктори или па прв пат се соочуваме со спорт, треба да се Во пријавуваме. најмалата многу би било супер ете тоа да ги мотивира луѓето да почнат било каква физичка активност. Да. Јас сум сведок како човек кој што немал никаква допирна точка со спорт, работел сосема трета професија, со една купена програма од 8 недели или ангажман како мотивација визер маратонот пример. Се следува, гледам дека сите трчат на ки и е супер. Го искористил тој момент како катапулт за да направи нови промени. И ден денеска тие ги гледам после десетици години, тие индивидуи прераснале во здрави, силни особи, ослабеле по 50 на килограми и веќе се фит и не можеш да ги сопреш со тој стил на живот. Така да многу добро влијание имаат тие програми. И се зависи што содржат тие програми. Тоа е многу, може да има внатре глупости, може да има перфектни информации и насоки кои што ќе те доведат до нека топ форма. Али секогаш ги поддржувам сите тие спортски моменти и евенти на типот на програма или челендж. Да, затоа што од друга страна, реално да зборим, може секој да снеми некаква програма, некаков челендж. Но многу е важно што се нуди во тој челендж. Да. Така да може огромни промени да почнат од тие 8 недели. Не треба да чекаме нешто чудо да се случи, нели мораме и како викаат најдолгиот маратон започнува со еден чекор. Мора да почнеме од негде. Можеби баш тој програм ќе биде тригер за да се промени нечив живот. Да, и верувам дека многу такви илјадници гледам и многу се радувам. Да, супер. Следно прашање вика: дали ако се претера со кардио може да се изгуби мускулатурата? Ајде, живели за оваа Што епизода. Турмерик буст. Стандард, добро. Тоа ми е највкусно, плюс дека нема шеќер, лепота. Дали може да се претера со кардио, беше прашањето? Дали може да се изгуби мускулатурата со претерано кардио? Па и тоа претерано е индивидуално, многу релативно. Може би прашува некој кој што прави 3 пати неделно орбитрек и мисли дека е претерување. Некој, например, трча секој ден по 20 километри и пак не губи мускулатура. Се зависи од оној домашен концепт на јадење, готвење, рутини. Фактички, ако ни е подмирен сонот, она спиење длабоко преку ноќни сати, ако ни е тоа подмирено, хидрација, минерализација, суплементи и храна, не треба да се плашиме од губење мускулатура, односно од катаболизам. Самото трчање на долги стази активира катаболизам, точно, и мускулот е во ситуација да биде како на ивица во катаболизам или анаболизам, меѓутоа секогаш ќе одбереме анаболизам доколку внесуваме протеини, квалитетни јаглехидрати, доволно макро и микронутриенти. Доколку немаме доволно храна и сон, дури и без трчање можеме да изгубиме мускул. Така да не е трчањето како услов за губење мускул, може да е, но не е. Али оние луѓе кои што дури не ни трчаат, ама не спијат добро и не внесуваат протеини и не тренираат со тегови, тие секако губат мускул. Така да одговорам реално, може да биде индикатор и причина за стагнација или за губење мускул, ако не јадеме доволно, ако немаме регенераторни средства како креатин, глутамин, аминокиселини, протеини, витарго, електролити, штом ги имаме тие елементи и добро спиеме, не треба да се плашиме од претренираност, бидејќи да со трчањето се активира адреналин и кортизол, ама тешко е да дојдеме до претренираност ако ги запазиме претходните точки. Ако имаме добро рекавери. Да, ако има опоравок, нема како да изгубиш мускул. Освен, извини, ако се работи за оние 42 километри маратон, таков тип на програма, тоа веќе се коси со мускулна маса, ама тоа премал број на луѓе го прават. Сигурно не прашува за таков тип на кардио. Се мислим можеби на 3, 4, 5 пати неделно кардио. Јас некогаш правам и по 2 пати на ден кардио, меѓутоа многу му давам акцент и важност на мојот опоравок и тврдам дека секој што знае да го опорави телото после колку и да е брутален тој тренинг, секогаш ќе сме во фаза на анаболизам и ќе има повеќе градење на коцките отколку разградување на коцките, катаболизам. Добро што го спомна тоа, затоа што спомна анаболизам, катаболизам. Иако повеќето од нас знаеме што тоа значи, но не гледај доста постара генерација, кои што овие термини не им се баш познати, па би сакала кратко да објасниш што тие два термини значат. Да, па катаболизам е зона, односно фаза во телото во кој што, да кажам, се распаѓа мускулатурата, се губат оние ткива и клетки што треба да ги градиме, буквално куќата се руши.
Тоа е поради X фактори, недоволно хидрација, значи немаме вода, немаме минерали, немаме поддршка од опоравок преку сон, преку храна. Значи тие фактори ако ги нема, најверојатно ќе се случува катаболизам. Тука како што се активираат хормоните на стрес и катаболизмот, така опаѓаат како домино ефект, опаѓаат тестостеронот, хормонот на раст, а растат оние лоши, опасни хормони, лоши се. Не постои лош хормон, меѓутоа у ситуацијава ни шкодат, кортизол, адреналин и пролактин, телото доаѓа до некој замор и паѓа во некоја дупка во која што се случуваат доста лоши работи и неможно, најверојатно ќе привлечеме некои болести, бидејќи катаболизмот е еднаков со низок имунитет. Додека кај обратната фаза, анаболизам, тоа е фаза во која што се градат нештата. Се гради куќата, се обновуваат ткива, има опоравување на клетки, телото изгледа свежо, убаво, тврдо, мускулесто, топчесто и баш онака имунитетот е на многу високо ниво. Со тоа растат тие добри хормони, тестостерон, естрадиол, хормон на раст и телото се осеќа многу нахрането, силно и е здраво. Така да многу тешко да привлечеме некоја болест кога сме многу анаболични. Одлично, супер. Добро го објасни ова. Важно е затоа што имавме такви коментари дека гледаат по стара генерација и кои што овие термини не им се познати. Да, и должни сме да ги објасниме. Али добро го објасни тоа. Одиме следно прашање. Кога сме кај постарата генерација вика. Како да го смениме менталитетот на народов од постарите генерации особено, кои постојано ни велат да не се оптеретуваме со броење на протеини и калории? Прво да се покажам ја чашката, пак играм. Да, фала Марче. Се гледа? Денес Фала, не изненади Марче. Марче, доаѓам и играме Преака нови чашка. чашки. Преубави. Прека изживели со оваа чашка. Печат. Иначе да, тоа е многу добро прашање. Многу луѓе, особено од постарата генерација, Зашто имаат, извини, дедо ми мој, чичко ми мој, тој живеел толку години, па не знам. јадел леп, па живеел до 100, вие се замарате мајте Реално се е генерации. различно од пред, не знам, 50, 60, 70 години и Да, сега. Не многу можеме е. ништо да споредиме, Нема апсолутно компарација. ништо. Тргнувајќи од вода и воздух, па се понатака. Да, вода, воздух да не правиме муабет, стресот, менаџирање на стресот, исфрвање на стресот, кај нив дневната активност била многу голема количина од физичка работа на терен, на нива или што и да е. Спиењето било друго, кај нас ете поленок некогаш ни поминува во скролање на YouTube и на TikTok, што модерното време го носи како нешто нормално, али не е нормално. Така да нема ни компарација со тоа време, али да, тие генерации често пати викаат, сад на мене не ми викаат бидејќи ја работам со тоа и го живеам фитнесот, ама слушам како ми викаат, бе што се замараш со броење калории, не се обсесирај. Они го етикетираат многу лошо зборот обсесија. Тоа не е обсесија. Тоа е грижа. Тоа е грижа. Немаме ништо побитно во нашиот живот, освен да се грижиме за сопствените тела и здравје. Не се работи само за естетика на тело и его, убавина, нарцисоидност, се работи за внатрешни и надворешни органи и изглед. Броењето на макроси и калории и селектирање на тоа што јадеме е директна грижа за нас. Мислам дека немаме поголема грижа. Нели, што дишеш, што јадеш и со кого се дружиш. Треба Тука основна попримаш обврска, да не. Основна обврска. Да, баш така, треба обврска. Али го има демонизирано тој збор обсесија. Обсесија е можеби подсвесно нивни изговор зашто не го прават тоа, па име како одбивно. Реално тоа е преважно. Нашиот нервен систем и мозок секогаш ќе се нафати нешто да мери, да брои, да мисли, да калкулира. Па зашто со ова да не се нафатиме? Секако ние мислиме на стресови, имаме сега поново многу анксиозности, броиме непотребни работи, дајте да го ангажираме мозокот со ова. Али да сме реални, не би го рекол дека има ни од обсесија, бидејќи сега толку едноставно да се бројат тие калории, буквално со два клика, еве ќе ја земам MyFitnessPal апликацијата, ќе ја поздравам, перфектен концепт на... И она те поздравува. Да, фала многу, нека кликне на subscribe. Сигурно не гледа сега во живо. Толку е многу доведена до совршенство, да буквално и најмрзливите луѓе што го имаат тоа како изговор, како не можам да бројам калории сега кој ќе слабе, толку му е олеснувачко како со два клика му пишува колку, му брои колку калории има денеска, колку има во резерва да внесе, што и за вчера,
Со два клика го секој производ на светот го скенира и прелесно е да се менаџира тоа. Така да не е тоа изговор, не ти одзема ни една стотинка и енергија во денот. Така да јас сум да се бројат, можеби не само калории, меѓутоа треба да, како што кажаме претходната епизода, да се види изворот на тие калории. Да видиме од каде потекнуваат тие, дали се лоши, токсични, канцерогени, здрави, што активираат во нашето тело, што деактивираат. Али пак ќе кажам, тоа е една од поубавите работи што треба да се навикнеме, подобро да селектираме и броиме храна, отколку да броиме утре лекови или чашки алкохол. Или да броиме лајкови на Инстаграм, например. Така? Да, некој со сати поминува во рефреш прави за тоа колку има шерови. Да. Така да дефинитивно луѓе селектирајте што едете, броите си, треба да уживате во процесот. Вложувате во себе. А и со тек на време некако, да, супер апликацијава што ја спомнам, а со тек на време некако сами ќе одредуваме. Според обемот, според количината, колку горе-доле внесуваме калории. Да, според, да кажам визуелно, од око. Ние нели со години не сме мереле. Ја не мерам многу. Јас од око више тоа ни е професионална деформација, од око знам кога ќе видам една порција во ресторан или дома, јас знам колку има макроси, протеини, хидрати и масти, не треба да мерам. И да измерам тоа секогаш мојата проценка е блиску до тие бројки, така да веќе ми е рутина како аутопилот. Но се согласувам да не идеме до ситници. Во смисла на, не знам, 80 грама хидрати, да не се 85 или 90. Да нема 75, голема обсесија. До толку не. А зборам рекреативци, спортисти, мислам не зборам за професионални спортисти, каде што и грам им менува на перформанс или на форма. Да. Реално грам ми менува само неколку дена пред надпревар, каде што барам финеси, барам некои стварно детали што на обичниот рекреативец воопшто не му се потребни. Што судијата може да го примети. Да, што некој судија на сцена ќе примети, малку глутео, задна ложа, тие се детали што на обичен рекреативец не му треба да ги бара како таргет. Така. Одлично. Следно прашање. Дали нарушен сон може да биде пречка за слабење? Многу често збориме за сон и треба да збориме, зашто е многу запоставен. Да, многу е подценето тоа какво влијание и значење има сонот како фактор е. Многу малку се зборува на тие теми, а пратам гледам странски од NBA тренери до NFL тренери до боречки вештини тренери кои што се бават со многу различни спортови. Имаат цела групација на тренери, меѓу кои има и sleeping coach. Тоа е многу фасцинантно. Sleeping coach имаат и тоа фали кај нас. Првпат пред неколку години кога ми спомна Гого, поздрав до Гого од Америка, на 2 август има една опасна борба, светски евент. Тоа мора да се до Гого и сите да го поддржиме. Да, мора да се сподели најмалку што можеме на стори да му дадеме еден поздрав и поддршка. Гого е машина и има сериозен евент, светски евент на 2 август беше, мислам, да. Ќе објавиме линк за поддршка, мора да го гледаме. Баш од него првпат слушнав, можеби беше пред 5-6 години, вика имам sleeping coach. Тоа беше многу фасцинантно и кога ми раскажа што прави тој sleeping coach, каква важност му дава на спиењето, во колку саат, кои интервали, па кога да стане од сон, кога да легне, кога да го фати тој рем, таа рем фаза. И какви се методи? Да, суплементација. Од музика до светло, до амбиент. Да, за да го максимално да го извлачиш мелатонинот, хормонот нараст, да извадиш до максимална квота. Тоа е толку комплексна наука, да не е само легни, спи, се наспа, да, окей. Зборам некаде, па и кај рекреативци, ама зборам кај професионалци, тоа е приоритет. Така да многу е интересна таа тема, а колку е важно, па важно и при слабење и при градење маса. Можам да кажам повеќе, подоминантно и супериорно е на темава градење маса. Во смисла повеќе може да оштети? Да. Човек кој што слабее и не гледа само да ослабе во процент на маса, него сака да изгуби тежина, и со лош сон може да изгуби тежина, кортизолот ќе го забави процесот, ама нема да го сопре. Бидејќи тој може да е у дефицит, самиот стрес од неспиењето, самиот адреналин што го буди или погрешно ако спие, ќе му активира адренални жлезди и тие дури може и да помогнат во тоа губење на килажа и тој пад на имунитет, што значи можеби погрешно ќе ослабе, ама ќе ослабе. Додека кога сме кај градење на мускули, сонот е баш онака приоритетен клуч без кој што не може да се отвори таа врата. Главен анаболичен џокер тука е спиењето. Тука се влачат, како што ги спомнав, сите хормони и за анаболичен мускул, зрел, онака солиден густ мускул, нема како да се случи тој процес без спиење.
Еве да се вратиме од здравствен аспект. Еве да не бараме таргети, слабење, дебелење, мускули, сила, да речеме дека треба да учиме некој испит на факултет. Сигурно памтиш дека ако не си наспана, ти немаш фокус, нема концентрација. Тоа кажува многу за твојот перформанс психолошки и нервниот систем го одбива тој момент дека треба да функционира, да се фокусира без пиење. Не си ја наполнила главната батерија и она го одбива, тоа не создава концентрација. Додека кога си наспан и наеден, некако си во некоја нирвана психолошка. Така, согласувам. Фала ти што се согласуваш. Да. Ако не се согласуваш, да преновиме. Да, нешто ново. Не, друг ќе ги кажа. кажа. Не се согласам. Да. Жената секогаш управо мора да се согласи. Да. Може следно? Може да пијам таман. Дали жените треба да тренираат исто како и мажите или е сосема различен концепт? Би се надоврзала тука кога станува збор за тренинг, машки женски тренинг, обично ми викаат, мислам сум слушала, женски вежби, машки вежби, а такво нешто не постои, вежба е вежба. Може би разликата е тоа што кај жените главниот фокус и таргет е, например, нозе, задник и таму форсираат и таму прават повеќе вежби, за разлика кај мажите кои што поголем фокус е на горниот дел, дали тоа гради бицепс, трицепс, нели? Да. Таа е единствената разлика, а не е погрешно да прави и маж хип траст, нели? И жена бенч и да форсира на бенч. Само тоа е таа разлика. Ова е многу интересно прашање. Имав една ситуација каде што еден дечко вежбаше сајли во теретана со задник и една клиентка ми рече: "Човеков прави женски вежби." Тоа не смее така. Не смее, кам па добри, човекот има глутеус и не мора да значи секогаш од визуелен аспект. Зборам и од здравствен аспект. Мускулатурата не е само за визуелен изглед, него и за здравствен. Така да не постои од тој аспект машки и женски вежби, постојат само приоритети за изградба на телото. Али конкретно на прашањево дали постои различен систем за мажи и жени? Може би исклучиво интензитетот и волуменот може да се различни. Што е природно. Што е нормално, али пак жена која што има таргет за цел да зголеми мускулна маса и сила, не секој сака да ослабе, нели? Многу жени сакаат да зголемат мускулатура, па дали патат од анорексија или се средно слаби или се веќе големи, ама сакаат мускулатура плюс, што не е погрешно, тоа го гледаме дека е хит сега по социјалните мрежи. Тие треба да тренираат идентично исто како било кој маж, по истиот пат да се движат како маж кој што сака да гради мускули. Нормално приоритетите кај жената се повеќе у долниот дел, можеби грбот сакате да ви е помускулест, ни една девојка не сака и не ни може да ги набилда градите на начин на кој што машки ги набилда. Истата визуелна форма, тука сме само различни и во одделот, нели, околу кукот, другите мускули ни се речиси слични или исти и треба да ги правиме истите вежби. За некоја жена која што сака само да ослаби да даде приоритет на долен дел, да може понежно да го вежба горниот дел, ама пак вежбите се тие. Тие се, не постои машки и женски стил, постои машка и женска сила употребена на тренингот, интензитет. Али кој што кажа, сам хип траст, да, баш јас предно време правев некои што ги викаат оние гинеколошки вежби, абдуктори за препонски дел, препонска активација, глутеус надворешен дел и ги правев и една жена ме вика: "Извини, јас вежбам тука, теретана ме вика. Ова се женски справи." Ете така, кај се Ја мешаш? викам, се извинувам, не знаев дека се женски справи. И ми направи фаца као: "Океј, прашај друг пат, може си прв пат тука, дечко." А јас ги форсирав тие две, бидејќи од кога ги почнав да ги вежбам тие женски вежби, мене ми се комплетираа нозете, односно глутеус и препонски дел, јас ги подобрив со тие женски вежби и добив на перформанс на чучневи и на мртво дигање. Ми го подобри тој статус на, можеби стагнирав година-две на бројката на повторување на чучневи, ми ја подобри таа бројка на серии. Така да, мажи и жени, вежбајте тоа што ви е цел и приоритет, без разлика да мислите која вежба е машка, која е женска, не постои такво нешто. И окей да имаме приоритети, но не да запоставуваме мускулни партии. Да, бидејќи многу лошо ако направиме некој телесен дисбаланс, ќе страда едната рамка од телото. Така да и вежби за задник се супер маж да ги прави, и вежби за кичма, и жена треба да прави трапезиус. Знаеш, оваа вежба за трапезиус кој ќе дадам на некоја клиентка, ми викаат: "Оу, не икам да ми се направат тие големи." Ја викам: "Дај Боже да се правиат толку лесно мускули, ја ќе ги правев секој ден." Ама ете, тоа луѓето живеат во незнаење, затоа сме ние тука да опишеме
детали околу се тоа. Точно, да разбиеме многу митови. Да, да. Така е. Одиме понатака. Дали поголемиот процент на луѓе тренираат поради здравје, изглед или поради тренд на TikTok, Instagram? А јас ќе те прашам ова, првин ти кажи. Па, мислам, некако е пола-пола, не можам да кажам дека е или тоа, има микс, но јас би рекла дека на крајот на крештата, без разлика која е причината, нека се вежба. Многу подобро да е тоа тренд, да се тренира, да се храни здраво, нека биде тоа тренд уште наредниви 1000 години, барем. Баш така, да, исто би рекол небитно која е причината во позадина. Иако се согласувам дека треба да ни е главниот приоритет здравје, секако. Но не е погрешно да е само тренд. Не е погрешно. Ова, ако ти тренираш ради Инстаграм, пример, тоа ќе те донесе до здравје. Така. Значи, пак целта е постигната. Или ако тренираш за да им докажеш на тие колку си јак, на душманите и тие муавети, и тоа има позитивни последици. Ти докажувај се, меѓутоа, ако имаш резултати, тоа има добро влијание врз тебе и врз твојата самодоверба. Како што кажа, пола-пола, нема на никој, не познам човек кој што не му прија коментар убав. Така е. Дали е на социјална мрежа или во живо, некако коментарите што ги добиваме позитивните, ни даваат валидност и признание до кај сме со нашата мисија, дали добро изгледаме, дали сме прифатени, и кога некој ќе ни го кликне, тоа ќе ни го одобри, колку и да е битно, важно или неважно неговото мислење, нас не прија, не храни некако тоа како поени, и тие лајкови некако подсвесно колку и да не признаваме не хранат. Апсолутно, Така и 1200 лајкови. Да, многу добро психолошки тоа го изменаџирале за нас да ни влезе во нервниот систем. Ако видиш на некоја слика 1200 лајкови, а при тоа си не знам у топ форма облечен или со кола, неважно, некако како светот да ти признал дека ти си добар и продолжуваш да го правиш тоа, ти дава и ветар во грб да продолжиш да вежбаш или да купиш Ферари, што и да е сликата, некако одобрение добиваш од сите. Валиден си и се осеќаш подобро. Од друга страна, ако ставиш слика и имаш само 7 лајкови, се прашуваш тука дали си добар, дали не треба да го правам, лошо изгледам, и ти влијае на самодоверба, некако те разнечува и најверојатно нема да го повториш истиот пост. Медики не си се, колку да се допаѓаш, другите не те допаднале и ти се повлекуваш, да, не си прифатен. Најдобро е ако вежбаме ради нашата благосостојба и здравје. Малку луѓе го прават само тоа, оние што викаат вежбај во тишина, остави резултатите да бидат гласни. Малку луѓе тоа го прават. Еве јас со години тоа го правев, сега да не се фалам дека јас само ја тоа го правам, многу луѓе тоа го прават. Гледам дека наводно и на Кеј секојдневно среќавам стотици луѓе кои што можеби немаат ни социјални мрежи, немаат ни Инстаграм профил, TikTok, не се промовираат, работат сосема друго, доктори, неважно, а изгледаат многу добро. Ама најверојатно тие имаат онаа сигурност фабричка, си ги знаат квалитетите, немаат потреба да се промовираат, не им е поврзана работата со промоција, заработуваат од друго и им е супер. Не е погрешно и тоа, не е погрешно и оној што тренира за Инстаграм, меѓутоа има постои еден виртуелен лажен свет во кој што луѓето глумат дека тренираат и јадат здраво и само тоа го прикажуваат на социјалните мрежи, а всушност во животот јадат нездраво и не тренираат. Тоа е малку по-болна и искривена слика, а иначе највеќе се вежба дефинитивно поради трендот. И треба да го искористиме тој бран, тој тренд, да направиме едно здраво општество. Кој е најважниот оброк во денот кога се работи за слабење, а кој при градење на мускул? Па не постои најважен или спореден или приоритетен. И кога се работи за губење масти, и кога се работи за градење мускулатура, некој супериорен оброк што ќе смени целата игра не постои. Али ако треба веќе да акцентирам некој оброк, тоа би било оној post-workout meal. Тоа е поважен во однос на, особено во намалување на кортизол после силен тренинг и во зголемување на анаболичност на телото. Да, би го одбрал тој како после тренинг оброкот како поприоритетен, бидејќи тука е некако најоштетена мускулатурата, тазе, целата крв и циркулација е во даден мускул, пример ако сме вежбале раце, целата голем број на крв, хранливи материи, кислород се збиени тука и треба да направиме и тазе имаме некоја штета настаната во тие раце, пример. И пожелно е во рокот тој 1 час, го викаат golden hour, отворен прозорец во кој што
пожелно е да се стават да се внесат најважните елементи, Да се санира таа штета. да се санира, да, и да се создаде простор за прогрес. Тоа значи, тука мора да има минерализација, вода, поголем внес на јаглехидрати, доколку е особено целта зголемување на мускул или одржување на некое мускулно ткиво, треба да се има, значи, гликоген, дали се тоа брзи или спори јаглехидрати, зависно од А многу зашто баш работи, хидрати? бидејќи тие директно го креват инсулинот и права да е телото многу поанаболично. А кога инсулинот е висок, кортизолот опаѓа, со тоа градиме некоја чиста просторија без кортизол и буквално имаме територија за градење на анаболизам, што е многу важно. Плюс многу важен ефект е тоа што гликогенот, односно јаглехидратите, кревајќи го инсулинот, ги транспортираат сите оние хранливи материи што попратно треба да ги земеме, например како протеинот. Имаме многу добар whey протеин кој што ево го баш да го покажеме. Whey протеин кој што има брзо разградувачко дејство, не знам дали се гледа, да. Разградувачко дејство, нема шекери, нема додатни масти, има лесна дигестија и многу е фино да се искористи во тој момент, во тој golden hour, за да се употреби како опоравувачки метод. Тука пожелно е да немаме во тој post-workout meal, да немаме масти и фибри, иако целиот ден треба да внесуваме масти и фибри, дозирано, меѓутоа тука, само во тој post-workout meal би ги одземал фибрите и мастите, бидејќи би го одложиле тој процес на дигестија, а не треба да го одложат. Затоа само тука не се присутни во текот на целиот ден се, особено пред спиење. Зошто може малку по детално да објасни зошто не масти? Зошто не се препорачува, не дека е штетно или погрешно, ама не се дека е препорачува. штетно. Да, зошто? Епа фибрите, значи влакната и мастите, само ќе го спуштат инсулинот. Целта е тогаш да го кренеме инсулинот, затоа јадеме јаглехидрати или овошје, декстроза, витарго, за да го подигнат, а мастите и фибрите ќе го намалат инсулинот и тука имаме контраефект непотребен, затоа би ги оставил мастите за 2-3 часа после тренингот, да се заврши таа инсулинска обврска и транзиција, после тоа мастите секако и пред тренинг се пожелни. Затоа само тука би ги ескивирал. А друг важен оброк е исто така утринскиот, бидејќи кога стануваме од спиење, нашето тело е склоно на кортизол и катаболизам. Или сме спиеле 8, 9, 7 часа, колку и да е, сме немале оброк, телото е испразнето, па може и дехидрирано, и тука ни треба протеин и вода како прв одбранбен механизам. Кафе. Не кафе, да. Може да оди да не го демонизираме кафето, може да оди како сат-два после станување, кога ќе се регулира тој кортизол, да не го дигнеме веднаш кортизолот и адреналинот со шолја кафе на гладно, само ќе ги омекнеме, истрошиме и дехидрираме мускулите. Ај нека биде 40-50 минути, 2 часа е многу, поготово они што пијат, луѓе што пијат кафе пред работа. Епа може. Да не е на гладно важно, да има хидрација и оброк телото. Да може да биде веднаш, како што ти пиеш сега утро, ама да имаш доза на хидрација. Затоа ти си имаш кафе, си имаш пример брейн бустер, си имаш некој смути, протеин, вода, буквално тие потреби се исполнети. А друг, како најважен оброк, не постои некој така толку доминантен да е најважен. Сите се важни буквално. Супер, одлично го објасни. Одиме понатака? Идеме понатака. Кој е најдобриот тренинг сплит систем? Една мускулна група неделно, 2 пати тренирање на цело тело неделно или full body тренинг? Сите се добри, само да се вежба, и да се јаде квалитетно, сите се добри. Добро, ова претпоставувам некако поставуваат вежбачи, кои што можеби сакат да им потврдиш, битно им е твоето мислење, дали добро нешто прават или дали окей, некогаш да се сменува тој систем. Па реално стварно е важно прашањево, јас сум го поставил на времето на постари, на тренери и на ментори, стварно ми било важно дали сум на добар пат, дали тој сила, перформанс, енергија што ја трочам на тренинг, дали ќе ме однесе до некој правец. Бидејќи ние можеме... И дали имаме простор за некаква промена. Да. Ние можеме да форсираме екстремно многу, меѓутоа да не ни донесе резултат. Не секоја сила употребена за гарантира резултат. Фактички има многу различни патишта кои што водат до истата цел.
до истиот резултат. Можеме да вежбаме со, сега ќе кажам со на англиски стил push-pull legs, тоа е во превод push е буткање, pull за тие што не знаат, pull е влечење, тренинг на што се базира на сила на влечење, првиот е на буткање и legs како нозе. Обично тој систем се прави 3 дена, по 1 ден пауза, па повторно истите 3 дена, тука нема промена ниво вежби, ниво серии, имаме само 3 дена пауза, 3 тренинга пауза. И тоа е супер. И многу често тоа го прават и ги следат луѓето програмите од Рони Колман, од Шварценегер, од некои екстремно големи развиени, онака мегаломански атлети, кои што не би ги препорачал тие методи да се следат, бидејќи знаеме дека тие со други алатки и помошни средства доаѓаат до такви екстремни резултати, користејќи допинг, екстремна храна, екстремна посветеност и не можеме само да го ископираме системот на Рони Колман, пример. Тој многу работи прави нешто што не знаеме ние за да дојде до таа форма. Меѓутоа тој метод е супер, меѓутоа за push-pull legs за да биде остварен и реализиран позитивно, да има исход добар и резултат, потребно е и треба да сме спремни да го регенерираме телото многу, бидејќи цело тело го вежуваме по 2 пати неделно. Треба да имаме сериозна регенерација. Има сплит систем, сплит бро, тоа е една мускулна партија на ден. Да кажеме денеска гради сме вежбале комплетно, утре само грб комплетно и тоа е окей. Јас сум вежбал на сите можни методи и искрено до истата форма сум стигал преку сите методи. Затоа би рекол интензитетот даден на тренинг, фокусот, динамиката се поважни отколку самиот сплит програм. Али мене ако ме прашуваат, ме не те прашуваат, ево онака прашање. За мене лично, ќе кажам како со клиенти пристапувам, како за мене. За мене лично контрастни мускулни партии се врвно нешто, значи гради со бицепс, утре дента втор тренинг грб со трицепс, тие задни партии, нозе посебно, јас ги делам и предна ложа ги правам со бајле, задна ложа навечер, јас сум покомплексен човек со други таргети. Ама има врска нели бројот на тренинзи во неделата исто така? Да, јас правам пример 4 тренинга, пауза, 4 тренинга, пауза. Рамење и задна ложа ги вежбам во еден ден, во еден тренинг. Дали во пауза да вклучуваш кардио? Еден ден во неделата имам тотално одмарање. Значи тогаш немам ни кардио, ни ништо не правам, буквално само лежам и одмарам. Нема еден класичен метод. Баш тоа имаше дебата на еден форум, многу јак бодибилдинг форум, жестока дебата со професионални атлети, баш онака пронадпреварувачи кои што дебатираат и на крај се сведува на исто дека одбери си го твојот идеален начин за да стигнеш до тој таргет. Може да возиме ние до Охрид, може да стигнеме и со Југо и со Ферари, сега како ќе стигнеш, колку комфортно и колку бензин ќе потрошиш, тоа е друго. Така да одберете си го, испробајте што ви одговара, знаеш, секое тело е различно, основата е за сите иста, меѓутоа финесите се различни за сите. Така. Испробувајте. Имаме едно подпрашање кога спомна push-pull legs, нели? Ајде кажи на кои вежби конкретно мислиш кога станува збор за влечење или за буткање, не е важно. Кои се тие вежби со влечење? Push се сите оние вежби во кои што употребуваме сила базирана на буткање. Тоа се push партии рамо, трицепс, и тоа рамо не секое, предно и средно. Задното спаѓа во влечење, во пул. Градите трицепсот, тие се буткачки мускулни партии, влечење се бицепс, влечење спаѓа па и задна ложа, они се иста крвна група, грб, задно рамо, нозете се посебна категорија, али отприлика се, не отприлика, токму тие се, да. Супер, одлично. Следно прашање. Дали и колку е здраво да сум постојано на кето исхрана, бидејќи ме прија и се чувствувам енергична и сита? Тоа е добрата... Доста актуелна исхрана, последниве, па може би 7-8 години. Да, кетото последните неколку години, особено после короната, стана хит. Да. И луѓето имаат некоја грешна представа и визија дека кетото е магично нешто кое што екстремно брзо, без труд ќе те доведе до некои резултати. Секојдневно добивам такви пораки, као склопи ми кето, сакам да освојам, знам дека е прелесно. Луѓето мислат дека тоа е единственото нешто како формула за да се стигне до резултати. Пред да дадеш конкретен одговор, само мало подсетување што е, и верувам дека ќе постојат луѓе кои што слушнале, ама не знаат што е конкретно кето исхрана.
Што е кето исхрана? Да, кето исхрана е храна базирана на различен тип на гориво, тоа значи протеини и масти, додека ги отфрламе јаглехидратите целосно од игра. Зборам, оние јаглехидрати од директен извор, сите комплексни јаглехидрати кои што директно го креваат инсулинот и создаваат гликоген, а ги оставаме оние индиректни, мали, неприметливи јаглехидрати што ги има во некои влакна фибри, некои овошки, оние индиректни јаглехидрати што ги имаме во бадеми, јатки, мал број, меѓутоа зеленчуци, салати, меѓутоа во денот може да се сумираат 20-30 грама и тие без да излеземе од кетозна состојба. Меѓутоа треба да се базира претежно на масти, најголем број, па протеини, па минимално јаглехидрати. Сега уште едно прашање, кога ќе гугламе на интернет, нели, да, се тоа го пишува и многу е важен соодносот. Ајде ќе го збориме во проценти. Зошто? Затоа што ако некој човек јаде 70% масти, 30% протеини, е во кетоза. Ако човек јаде 30% масти, 70% протеини, е во кетоза. Но што е разликата? Да, па зависи што сакаме да постигнеме. Некој човек кој што сака и да гради мускули, и да слабее, додуше на кето не можеме многу да градиме мускули, да кажам да ги задржиме тие изградени мускули, треба да имаме и поголем внес на протеини и поголем внес на масти, минимално хидрати. А луѓето што сакаат исклучиво да ослабат без при тоа да се обсесираат или замараат со тоа дали ќе имаат мускули на крај или и мускулите ќе ги изгубат, кетото не гарантира. Таквото кето со многу масти и малку протеини не гарантираат ние дали ќе имаме на крај мускули или не, едноставно слабееме. И процесот е ефективен, заради тоа што инсулинот е постојано низок, немаме јаглехидрати, некако имаме чист пат до тоа топење на масти, до тој фет бърнинг, меѓутоа нема загарантирано градење на базал метаболизам и не може кетото да трае вечно, да се употребува, бидејќи нашиот мозок сепак има потреба од примарно гориво, тоа се јаглехидрати. И супер е да го дозираме тоа како циклично кето, како ја што правам, дали на неделна база да јадам јаглехидрати, дали на месечна база јадам, меѓутоа балансирам. Доколку, како што кажа човекот, маш или жена, не знам, кој што го поставува прашањето, доколку е подолго од 5-6 недели во кетоза, да, може да и се угаси апетитот и таа да нема потреба за храна, меѓутоа и тоа е погрешно. Целосно искоренет апетит и тоа е погрешно. Тоа е па индикатор за нешто друго. Може да го зезнеме грелинот или инсулинот во целост. Затоа многу е битно кој прашува, што прашува, на колку време е користел и дали си ја знае. И која е целта? Да, и да си ја знае својата крвна, односно хормонална слика. Ако некој има проблем со инсулин, тоа е едно, ако има проблем со тестостерон, тоа е друго. Ако некој човек има хронично зголемен адреналин или кортизол, не треба ни да употребува кето, бидејќи кетото, како што има добри особини да го ослободува хормонот на раст поради отсуство на јаглехидрати, така го ослободува и кортизолот, и тие личности што имаат лесен тригер на кортизол, ќе се на кето многу повознемирени, нема да спијат или ќе спијат сат-два и ќе помислат дека тоа им е доволно, ќе бидат будни, меѓутоа на месечна база кога ќе види нервниот систем колку малку сме спиеле, тоа ќе донесе сериозна штета. Така да кетото е супер, меѓутоа циклично кето мора да се прави. Например, ќе додам и ова, јас лично за мене, кога одржувам кето 2 недели и кога веќе гледам дека се намалувам, се спласнувам, напумпаноста на тренингот ми е индикатор дали сум во добра кетоза или не. Ако ми се губи васкуларноста, вените, пумпата на тренинг и мојата тврдина, тоа е знак дека јас морам да одморам од кето, односно ден, 2 или 3, да внесам гликоген, да се освежам, да ја вратам онаа топчеста форма и свежина, и баш тие денови кога јадам јаглехидрати, јас пијам перфектно. Ако сум во кето 5-6 недели во низа, мене ми се руши сонот, опаѓа расположение, опаѓа пумпата на тренинг и не сум истиот. Концентрација немам. Значи, кога сме на кето, нормално е да изгубиме малце сила на тренинг. Да, бидејќи немаме најдоминантниот пумпач на тренингот, тоа е гликогенот, јаглехидратите. И еве од моја искуство пред многу години кога бев на кето, не ми треба долго време сон. Многу сум посвежа наутро и дури со сон од 5-6 сати функционирам перфектно, бидејќи не внесувам. Дали препорачуваш, еве, кога збориме за циклично кето, кога имаме ден кога јадеме хидрати, дали препорачуваш тој ден да ни е ден
пауза, односно одмор, да не тренираме тој ден кога јадеме хидрати и дали тој ден кога јадеме хидрати ги исклучуваме во комплет мастите? Да. Баш така ги тргам од целост мастите, тогаш менувам гориво. Фактички колата иде од бензин на плин. Свичнуваме, менјаме и ми е многу во тој ден, баш се осеќам свежо, убаво, енергично, меѓутоа тој ден не го цедам гликогенот, не тренирам, одмарам, за да влезе во длабоко во кели тој гликоген и се случува едно многу добро опоравување. Али калориската вредност не ми се менува тој ден многу, бидејќи ги гасам мастите, може би сега карикирам 1000 калории од масти гасам, ги исклучувам, додавам 1000 калории од јаглехидрати, затоа често викам не се битни само калориите. Правам замена со тие макроси, односно тип на гориво, мене формата ми е драстично разлика на истиот калориски внес од вчера. Така да, во тој ден гледам да нема тренинг, да нема ни многу кардио, за да не го истрошам тој гликоген, бидејќи не можеш да наполниш нешто ако го трошиш секојдневно. Така, тоа ми беше прашањето. Да. Добро. Следно прашање е малце постручно прашање. Гласи: дали има и какви се финансиските бенефити од бодибилдинг и фитнес надпревари во Македонија? Дали се исплати да се подготвувам за такмичење, бидејќи имам голема желба? И се препознавам себе си упрашањето 2007, 8, 9, 10 година кога сакав многу да се надпреварувам, а не знаев дали е тоа правилно, дали сум јас за тоа. Во тоа време немаше вакви социјални мрежи за публиката да ти каже дали си ти спремен или роден за тоа или не. Некако сами проценувавме и може да утнеш сите да се смеат. Среќа што немаше голема публика, 100 души само публика, па малку луѓе ти се смеат. Добро, ама реално па во тоа време имаше многу повеќе вистински вежбачи во теретаните, каде што Да. тоа поготово тие малски теретани, каде што еден такмичар да има, тоа е настани, цела теретана се врти околу него. И имаше вистински бодибилдери на сцена. Така. Сега без подцен. Сега например можеме да имаме 30 луѓе на сцена, од кои четворици имаат мускули. Вистински онака баш сериозни конкурентни мускули. Другото да биде баш како на модна писта. Не го хейтам тој момент, него едноставно има правиме огромна компарација. разлика. Да. Споредбено порано можеби 8 луѓе на сцена ќе искочеа, сите беа тигри спремни онака да ти е мерак да ги гледаш. Дури да не се разбираш од тој спорт, ги гледаш и се фасцинираш до каде може да оди човековото тело. Ние сме биле деца и сме се инспирирале од тие градски ликови кои што биле вајани на сцена. И не сме знаеле како стигнале до тоа, ама не било убаво да ги гледаме и знаеш дека тој ти е идол. Сега во тоа време бодибилдинг надпреварите беа многу актуелни, меѓутоа немаше социјални мрежи да се презентира тоа. И сме се надпреварувале искрено пред се од желба. Не сум имал ваквите амбиции како сега. Не сум знаел дека ќе имам такви проекти, таргети, YouTube, Instagram, дека ќе се развие сето тоа. Која тоа. е твојата прва цел на првото такмичење? Зашто се пријави на такмичење првиот пат? Па да ме прашаш сега. И постигна добар успех. Да, од прво дебитантско надпреварување беше прво место. Сакав само да си го исполнам својот мерак и кеф искрено. Сега кога ќе се го вратам инспириран филмот, од други такмичари? па немав никаква визија за надпревар. Најблиските другари, еве, Игор и Филип, поздрав до двајцата, особено Игор, носто ме буткаше дека ме потсеќаше дека имам дарба за тоа и дека мојот карактер, силен, тврд карактер, носи до таква некоја шампионска титула и таква форма. Бил во право. Да, јас у тоа време ја немав таа самодоверба и такво знаење и мислење за себе дека можеби припаѓам на таа сцена, дури еднаш два пати му се изнасмеав кога ме компарираше дека ќе се споредам на сцена со некој мој идол и тоа и се случи. И сега на кратко си го исполнив првиот таргет и сон и желба и видов дека ми стана пасија. И си викам, oh my god, ова ќе трае. И секоја година еден надпревар, втор, балканско, европско, светско, и стана пасија. На крај памет дека ќе прерасне во некоја професија и дека може да стигне такви димензии. И дека понатака ти ќе спремаш идни такмичари. Да, во тој момент немав никаква замисла таква. Меѓутоа, како што кажав, врска со прашањето, во тоа време надпреварувањето беше можеби единствена опција за промоција, да се промовираш ти дали знаеш да управуваш со своето тело, нормално мора со своето, па со останатите да пробаш и да почнеш. Тука се искажувавме какво знаење имаме на тема припреми, дехидрација, суплементи, напредни суплементи и буквално може не беше мерило, ама на некој начин беше тој што ќе беше најчист и најспремен, како тоа е профи тренер. И тоа беше единствена презентација. Сега, во ова време,
со вакви алатки како TikTok, Instagram и Facebook и YouTube, нема потреба човек реално да се спрема 12 месеци, да се отруе со хемија и да користи многу нездрави методи за да стигне до некој статус тренер. Сега имаме буквално многу добри курсеви, 5, 6, 12 месечни курсеви, да се едуцира и да се оформи во профил тренер, дали е онлайн или персонален, и на Инстаграм може да се промовира и без да се надпреварува. Буквално без да се труе некако и без да се труди толку да се мачи, бидејќи реално процесот е макотрпен. Дали се спремаш за локално некое регионално надпреварување или светско, процесот е тежок. Ако сакаш пуш да си конкурентен, ти знаеш многу добро каков бил мојот процес. Така да, ако ти е само драго да се испробаш на сцена, еве се обраќам на човекот, ако ти е само драго да се испробаш, направи го тоа, меѓутоа треба да ставиш на кантар, на вага, твојот социјален, приватен живот, да се одречеш од многу нешта, да ризикуваш многу нешта, за да дојдеш до една титула, која што треба да се запрашаш дали вреди и дали ти си за тоа. Кога ќе поминеш низ процесот, можеби да изгубиш луѓе низ тој процес, да изгубиш карактер, да станеш понервозен, нетолерантен, тие диети и длабоки дефицити не се баш туку така розеви и потребно е стручно лице да те води, ако ти е прв пат. Али пак ќе кажам, со овие алатки за маркетинг, надпреварување не е неопходно. Е многу интересен феномен, дури би рекла надчовечки. Тоа си ти оној момент кога ќе заврши некое такмичење и во тој период си навистина истрошен во секоја смисла на зборот. Истрошен. И викаш као само да заврши такмичење да се симнам од бина и као да се вратам во таа нормална рутина и нормален живот. И чим помине еден ден, во твојата глава е кога сте на такмичење. Да. И јас кога ќе те прашам, па чекај, нели сега заврши, беше истоштен, беше затоа што тешки, тие припреми се тешки. И јас зборам, гледајќи те тебе се тешки, но ти го засака тој тежок процес. И многу е важно за сите такмичари да се свесни дека мора да го засака тој тежок процес. Да не се лажеме, да не обојуваме во бој, тежок е. Да, реално, кој ќе каже дека е лесно, ја би рекол дека од овој аспект ми е лесно, бидејќи ми е рутина и го обожавам тоа. Бидејќи го сакаш тој процес. Да, она баш го обожавам. А дали е тежок? Навистина е тежок. Затоа што ти во текот на денот не гледаш какви обврски имаш. Тебе главен приоритет ти да тогаш е се на вага, буквално. Тогаш е се и водата е на вага. Се е на вага, секој чекор е изброен, секоја кардио, секоја серија, секое повторување е изброено. И се плански, да. Нема денес помалце ми се вежба или повеќе. Јас се сеќавам дека имавме сам малце нешто приватно, ама многу интересно. Се сеќавам на едно такмичење кога имаше доста исклучили машината дома или не? Приватно, кога сме кај приватно, боле дали кога си. Да, сакав да кажам, имаше тоа беше 2-3 дена каде што имаше премногу работа и обврски и не стигна да извежбаш, беше многу нервозен, а беше нега 12 на вечер. Тогаш вежбавме во лајстайл, имавме клуч. Кога ти реков јас, добро, идеме на тренинг. Ти викаш, ма сатот е 12. Викам, дали ти е важен тренинг? Да, па идеме вежбаме. И памтам дека вежбавме до 2 часот на вечер. Да, памтам. Неколку пати. Не го препорачам ова дека треба да се вежба. Овие беа екстремни случаи каде што секој тренинг, како што кажав, секоја серија и секое повторување ти беше навистина важно. Да, особено последниот месец се брои. Се што ќе внесеме лошо или добро, формата на сцена го регистрира тоа. И ако некој ќе рече и не се доспремив на сцена, излеав малку по-мрсно или по-матно, повеќе вода, еден оброк го решил, односно влијаело врз тој проблем да се случи. Памтам, имав една кратка ситуација што ме измести 2-3 пласмана поназад. Тоа беше 2011, мислам. Бев во животна форма на острина, меѓутоа што ми пречеше? Се издепилирав, од цело тело имав депилација, и тоа болна депилација, ама во тој момент ова не го знаев како факт, ама во праксата го нема доживеано за да сватам колку сериозен чекор е. Направив депилација 24 сати пред надпреварата. Толку телото го препозна тој силен стрес, иако ја поминав. Со болка, ама окей, рутински. Депилацијата, телото повлече многу поткожна вода од стрес, имав инфламација, како да сум тренирал, не знам, некој Ironman тренинг, телото ми беше здробено, кожата на грбот ми поприми вода и ми се задебели двојно.
Деталите што ме беа на глутеус задна ложа и рецки на трицепс, кои што ги имав, во тој момент ми исчезна. И јас фактички до утредента, за време на сцена, ја бев изгледав матно, покриено, меко Друг човек. и ја бев друг човек. Тоа беше феномен на истата килажа, на истата вага, ја може би бев 300 грама и полесет дори. Ама телото, онаа интрамускуларна вода ја конвертира, ја искаже како подкожна вода, мене ми се измазнија стомачните. Тоа беше феномен, да му го кажам сега на некој ова што не се разбира, ќе рече не е можно. Меѓутоа, тие што беа околу мене, другарите мои, се фатија за глава како што се случи брат за неколку сати. Таа депилација и таа болка, нервниот систем е регистрира како страно тело и повлече кортизол и вода, да, стрес. Така да ја го уништив мојот пласман со таа депилација, памтам. И немав како да го санирам тоа за неколку сати. После тоа го санирав со масажа, со дишење, со што и да е, ама беше касно. Добро, ама ти било за искуство. Искуство, да, научив од тоа. Супер. Одиме следно прашање. Колку има вистина во тоа? Поголеми дози на напредните суплементи даваат подобри и побрзи резултати? Па ова е, да, мит кој што кружи длабоко влезен во менталитетот на вежбачите, во оние понапредни вежбачи. Постојано ги слушам тие мовети, земи поголема доза, ќе те убрза, поголема доза само ќе побрзо ќе те донесе до саид ефектот. До несаканите последици, да, побрзо ќе те донесе. Али до посакуваните резултати, не. Да беше така, сите ќе живеевме на високи дози и на протеини, и на ќе по една канта на ден, ќе жвакав. Не постои такво нешто. Фактички тоа е една од оние барање на скратени патишта. Као, не ќам толку да се трудам и толку да јадам, ама дај нешто да дуплирам со еден клик, да ме убрза. Не постои таков хак, се уште не постои, може би Елон Маск ќе измисли со лежење да вежбаме само со дозирање на суплементи или стероиди. Не постои такво нешто, затоа секој суплемент, секоја пијачка си постои начин на дозирање, си има датум на употреба и затоа тоа е лимитирано. Да не беше така, немаше да има декларација со опис и со грамажа или милиграмажа. Така и со напредните, и со пептиди, и со хормони синтетички, кај нив е многу посензитивно. Дозирање плюс од таа препишана доза од доктор или рекреативно на своја рака, дозирање на стероид, може да те донесе во сериозна провалија, толку многу да те оштети психофизички, особено ментално, хормонално и на плодност, да буквално да нема да можеш можеби 2, 3, 5 и 10 години да се вратиш во хомеостаза, што е проблем. А човекот можеби само сакава еден прогрес плюс, па додал на милиграмажа. И тоа можеби додал на милиграмажа на естер кој што не е за него или е неуротоксичен, тој и така ќе го уништи со мала доза, меѓутоа голема доза знае да е фатална. Не викам дека е смртоносно, али проблем е за целиот нервен систем и хормони, а тоа не реагира на долговечноста. Кој ќе видиме одоколу и смртоносно е. Да. Така да дозата, она употреба и злоупотреба се стварно тема за зборење. Ќе збориме некој подкаст, некој епизода, меѓутоа кога сме кај суплементите, нема да ни убрзаат процес. Например, се знае глутаминот и креатинот со какви дози прават регенерација и креатинот со какви дози привлекува интрамускуларна вода и тоа е приказната. Нема потреба од пиење на 30 грама. Едноставно телото или нема да ги прифати, ќе ги сврли, или нема да ги препознае, или ќе направи штета. Нешто позитивно да се случи, не. Така да, луѓе, барајте ги резултатите преку храната, преку тренингот, преку опоравувањето, преку позитивни мисли, преку хидрација, преку минерализација. Тука се резултатите и нашата квалитетна состојба на тело може да напредува. А дозите, тие што се, треба да ги почитуваме. Одлично. Добро, со одлично прашање и со одличното излагање го завршиме последното прашање. Последното беше ова? Како влегов во ритам, дај уште тестирам. Да види у лайв да нема некој. Ајде, може ќе ги поделиме на 2 епизоди, да не заспие публиката. Како влегов во ритам. Да, тоа е тоа, стварно имавме многу, ама те селектираме колку мислам дека помина, не знам, 5-6 минути отприлика колку поминаа. Верувам дека допираме до некои теми и размислувања кои што и рекреативци луѓе ќе ги интересираат и професионалци, да кажам, односно по заангажирани во спортов луѓе, дали се тоа маратонци. Не збориме само бодибилдинг, тука збориме и за маратони, за целосно опоравување и регенерација на нашиот систем,
за храна кој што ќе му прие и служи и на човек кој што не тренира. Така да овие теми не се строго бодибилдинг и фитнес, ни па за машкиот свет, ни па за женскиот. Мислам дека опфаќаме голема публика со ова. Па пишете ни што сакате како тема и прашање и подпрашање да збориме. Пишете ни слободно во YouTube, на YouTube платформата на каналот, под секој видео. Оставаме простор да дебатираме за теми следни во секој епизода. И секогаш има некои теми и прашања кои што стварно и мене ме интересираат. Завчера една жена постави комплексно прашање кое што не ми ни текна дека можам така да го срочам и викам баш го заокружив, мора да се одговори ова. Да, пишувајте ни под ова видео прашања, секако пофалби, критики, споделете ваше искуство на овие теми што ги збориме, да имаме некоја интеракција. Јас сакам да збориме меѓу себе, не само да прашувате, него споделете и ваше мислење и ваше искуство. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следна недела во исто време на ист канал.